Само 1/3 од граѓаните во земјата го селектираат редовно амбалажниот отпад. Ова се податоците од најновото истражување на Пакомак. Што значат овие бројки за нашето општество и колку всушност е тоа редовно селектирање на отпад од страна на нашите сограѓани? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Ико Бардаровски од Пакомак. Да му посакаме добро утро. Добро утро на сите ваши гледачи. Благодарам за поканата да го анализираме ова истражување. Напоменов главната вест, 30% од граѓаните во земјата редовно го селектираат отпадот. Што сметате за оваа бројка? Дали сте изненадени? Па 30% согласно истражувањето селектираат хартија. Од селектирањето на хартијата, картонот не сме изненадени, бидејќи тие проценти континуирано, да кажам, стагнираат, стојат на тие 30%, од причина што инфраструктурата за собирање на картонот, на хартијата, не е толку распространета во нашата држава. Односно, Пакомак нема направено поголеми инвестиции во таа инфраструктура, од причина што неформални собирачи и други неконтролирани поединци во нашата држава редовно ја уништуваат и едноставно таа инвестиција повеќе ќе зададе главоболки отколку што ќе има некаков ефект, а од друга страна па хартијата многу добро ја собираме и организирано од комерцијалните субјекти. Она што многу не радува со ова истражување е порастот во интересот и желбата и селектирањето на пластичните шишиња и на лименките. Тук имаме пораст од 5%, односно ако пред 2 години истото истражување покажало дека 65% од населението селектира пластични шишиња и лименки, ова истражување кажа дека над 70% истите шишиња и лименки се селектирани од страна на населението, што е значителен пораст и е многу добар резултат и очигледно е резултат на инвестицијата која што имаме направено во последниве 4 години во повратни вендинг машини, инфраструктура која што ја поставуваме во маркетите. Исто така треба да забележиме дека селектирањето на стаклото, ако пред 2 години и интересот и активното селектирање кај населението било 36%, оваа година 46% од населението селектираат стакло. Повторно, тоа се должи на квалитетната инфраструктура од над 1500 контејнери поставени за стаклена амбалажа и организираниот систем на собирање на стаклена амбалажа од преку 2000 објекти, токму во овие објекти, Хорека, кафичите, хотели, ресторани и кафичи, онаму каде што го собираме. Пакомак е единствената компанија во нашата држава која што собира сериозни количини на стаклена амбалажа со илјадници тони, така да ова истражување, ако првата бројка од хартијата изгледа некако депримирачки и разочарувачки, меѓутоа останатите бројки од останатата амбалажа која што нас ни е многу важна и многу тешко се собира, е во пораст и е секако за поздравување и е само добар показател дека треба да продолжиме да го правиме ова што досега го правиме. Илите дека расте совеста кај самите граѓани, односно се зголемуваат тие бројки, односно тие проценти, каде што граѓаните редовно го селектираат отпадот. Не е за ова последно истражување конкретно, дали постојат податоци според пол и возраст, кои најмногу селектира? Според пол и возраст, селектирањето е изедначено, да кажам, машки, женски. Она што исто така не радува е што се зголемува процентот на заинтересираност за селектирање и едукацијата, знаењето кај средношколците, кај тинеџерите. Кај нив е најтешко да се разбуди свеста, бидејќи има други интереси, на некој му е срам да го носи шишето до машината, меѓутоа тоа е па уште еден показател дека оние кои пред 10 години со нашите активности во училиштата сме ги учеле, со едукативните програми и активности што ги имавме по училиштата, сега тие деца од основно училиште кои што тогаш имале 7-8 години се станати средношколци и она што тогаш сме им го всадиле продолжуваат да го практикуваат. Тоа е исто показател дека треба да продолжиме со нашите активности во училиштата и од септември планираме една голема масовна акција за едукација по сите училишта која ќе има континуитет и која што
ќе се одвие во текот на целата школска година. Говориме и во основни училишта во целата држава или? Па нас ни се цел основните училишта, бидејќи најлесно се допира до тие деца, најлесно се едуцираат, а тоа што ќе им се всади како навика, го носат со себе и го практикуваат во годините, тоа се докажа. И во голем број на случаи го пренесуваат и на повозрастните, на своите родители, бидејќи кој ќе ви каже вашето дете не го фрлете шишето на земја или лименката или стакленото шише, не го мешајте со другиот отпад, еднаш запад и третиот пат вие тоа ќе почнете да го практикуваат уште од дома. Дека да поинаку гледаат на работите во тој момент. Поинаку гледаат, а наше е тоа да им го направиме интересно, да биде преку игра, преку систем на поздравување, на, да кажам, на пофалба, на наградување на најдобрите поединци, најдобрите рециклатори, најдобрите училишта. Имаме план за следнава година од септември, така да ќе го реализираме и се надевам дека во следното истражување кое што ќе биде после 2 години, бројките ќе бидат уште по забележителни за поздравување. Да се надеваме дека ќе биде така. Ви благодарам многу што имавме можност да напоменеме многу повеќе на нашите гледачи, да ги запознаеме со ова истражување, па и да напоменам да се пофалиме со бројките. Па бројките се навистина за пофалба, бидејќи овие бројки ние ги споделуваме, да кажем, и со некои од европските земји. Она што треба да се каже дека ни фали инфраструктура, доволен број на контејнери, кои што треба заедно со општините да продолжиме да инвестираме во контејнери и да ги едуцираме луѓето да не ги уништуваат тие контејнери, за да можеме на секој граѓанин да му овозможиме соодветно селектирање на одложување на отпадот кој што дома примарно ќе го селектира. Значи треба да продолжиме вака и секако дека ние нема да се откажеме. Ви благодарам уште еднаш за сите информации.